Масовна гробница пронајдена во семејниот двор на лидерот на ДУИ Али Ахмети во селото Зајас Кичевско. Пронајдени се повеќе десетици остатоци од коски, а според првите неофицијални информации се претпоставува дека станува збор за остатоци на 10 до 60 луѓе. Јавен обвинителот Гостивар со стручна екипа извршија увид на лице место, а присутни беа и полициски екипи од полициската станица од Кичево. Поранешниот градоначалник на Зајас Мусли Муслију, сегашен координатор на Општинската комисија за ексхумација, изјави дека тие како поранешна локална власт имале сознание за постоење на вакви масовни гробници во овој регион и затоа го изградиле и меморијалниот центар на мајката Албанка во Зајас. Коските се пронајдени во стар затрупан бунар во дворот на Ахмети, за кои се претпоставува дека се од балканските војни од 1913 година. Ова е намерно копано тука за да се пронајде нешто? Не. Добро, случајно. Не е случајно. Овие места ние ги имаме вака... Копањето тука било цел за да се пронајдат коски? Имаме сознание дека има овде луѓе, ама не сме знали дека се луѓе прво се изгорени, па после иструпани. Тука се копаше баш заради тоа? Да, тука намерно се копаше. Значи не за нешто друго да се работи, туку не, намерно за тоа. Не, да не се градело куќа, нешто. Не. Значи намерно се копаше. Дворот на самата куќа на Али Ахмети бил уредена со бекатонки, ние и тоа го срушивме, така киша. Значи имате некои сознанија дека е можно да има на тоа? Не имаме точни сознанија. Овие се луѓе што доста историски баха сознание и имаме докази од самото население дека овие луѓе биле прво убиени, изгорени и ископани фактично во постоечкиот бунар и смрдени и затрупани. Тоа. Дали станува евентуално збор за луѓе со албанско етничко потекло? Да. Од овој регион тука. Од овој регион само луѓе со етнички албанско население. Истрагата продолжува и понатаму. Извадените коски ќе бидат предмет на понатамошна анализа, а основното јавно обвинителство од Гостивар се очекува деновиве да излезе и со официјална информација. Инаку ова е втор случај на пронајдена масовна гробница во Кичевскиот регион по пронаоѓањето на 60 черепи и коски во пештера помеѓу кичевските села, Бачишта и Тајмиште.